Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за Михаелис Ментенова кинетика. И да започнеме. Овде лево имаме еден систем во кој имаме ензими и имаме субстрат. Концентрацијата на ензимите главно се движи околу неколку наномоли на литар, додека концентрацијата на субстратот е главно многу повисока, дури може да биде и за 6 цифри повисока. И сега, ензимот треба да влезе во интеракција со субстратот за да се добие продукт. Односно, субстратот ќе го закружам, треба да се сретне со ензимот на соодветен начин и ќе влезат во интеракција и ќе се добие продукт. Во ред. Сега, многу е логично дека ако имаме повеќе субстрат, ако имаме повеќе субстрат, поголема концентрација на субстрат, во тој случај за пократко време субстратот ќе се сретне со ензимот и ќе може да се одвие реакцијата, односно се добие продукт. Тоа значи дека со зголемување на концентрацијата на субстратот расте и брзината. Во ред? Значи многу е логично. Сега, како ја дефиниравме брзината? Брзината беше колку продукт се создава за дадена единица време. Например, 0,1 мол или 0,1 микромол на субстрат се конвертира во 0,1 микромол на продукт за единица време, ќе речеме минута. Во ред, значи ова се случува за една минута. Тоа значи дека брзината е 0,1 микромол на минута. Значи брзината ќе речеме дека е 0,1 микромол на минута. Во ред. Но оваа брзина не е постојана. Во ред, значи оваа брзина со текот на времето ќе се намали. Сега некој ќе праша зошто да се намали брзината со текот на времето? Бидејќи со тек на време се повеќе и повеќе од субстратот ќе се конвертира во продукт. Во ред, значи субстратот со тек на време ќе се конвертира во продукт, поради тоа ќе опадне концентрацијата на субстрат. Ако опадне концентрацијата на субстрат, ќе се намали и брзината. Така, значи рековме дека со зголемување на концентрацијата на субстратот расте брзината, но со тек на време ќе се потроши субстратот. Поради тоа, со тек на време ќе опадне концентрацијата на субстрат, односно ќе опадне брзината. Тоа значи дека оваа брзина не е постојана, така, значи не е за секогаш. Поради тоа, кога ние ќе изразуваме брзината за ензимски катализирани реакции, мислиме на иницијална брзина, што го бележиме со V0. Ред, значи не бележиме V, него бележиме со V0. Мислиме на иницијална брзина. Иницијална брзина е брзината која ќе измериме, например, во многу краток временски период, да речеме една минута, некојаш може да биде подолго, некојаш да биде пократко. Но, значи првичната брзина што ќе измериме од започнување на реакцијата е иницијалната брзина, бидејќи се смета за многу краток временски период, пример минута време, само мал процент од целосниот субстрат ќе се конвертира во продукт, така што тоа нема да влијае нешто многу на брзината. И уште еднаш да повторам дека иницијална брзина е брзината која мериме најчесто после 60 секунди од почетокот на реакцијата, бидејќи се смета дека за толку краток временски период концентрацијата на субстратот е незначително намалена, така што таа е брзината при таа концентрација на субстрат. Бидејќи ако се чека подолг временски период, концентрацијата на субстратот ќе опадне, така што ќе опадне и брзината и нема да биде валидно. Така што се мери само на почеток и таа се смета за иницијална брзина и се бележи на график. И во пракса за да се означи брзината се користат две мерни единици, значи може да се користат units на литар или некојаш интернационални units на литар, или пак постара мерна единица е катал, каде што units на литар е всушност колку микромоли, значи микромоли од субстрат се конвертира во продукт за минута време, додека катал е колку мола се конвертираат за време од една секунда. Ако користиме катали, ќе добиеме многу ниски вредности, бидејќи многу малку моли се конвертираат за време од една секунда, значи една секунда е многу краток временски период и затоа се користат овие интернационални units. Но треба да се знаат и двете мерни единици, бидејќи во различни литератури можеме да сретнеме различна мерна единица и треба да знаете како да конвертирате од една во друга. Тоа ќе го направам во друго видео ако некој не знае.
Во ред, ајде сега да го разгледаме следниот цртеж, каде што имам нацртано повеќе садови овдека од левата страна и во секој од овие садови имаме по 3 ензими кои сум ги бележал. Нормално има многу повеќе ензими, сепак во многу ниски концентрации, наномоларни концентрации, но главната идеја е дека во секој од овие садови има иста концентрација на ензим. Во ред, значи сите овие садови имаат иста концентрација на ензим, но имаат различна концентрација на супстрат. Гледате како што идам надоле се зголемува концентрацијата на супстрат. Во ред. Сега да видиме што ќе се случи ако ја измериме иницијалната брзина на секој од овие садови. Да речеме дека овдека започнува хемиската реакција и по една минута мериме иницијална брзина и добиваме број дека е еднакво на 0,075. Не ни е битно во која мерна единица го изразуваме, битно е дека сме го добиле тој број. Идеме на наредниот сад, мериме иницијална брзина и добиваме дека е 0,09. Така, 0,09. Па идеме на наредниот сад, мериме иницијална брзина, добиваме дека е 0,152. 152. Идеме на наредниот сад и кај овој мериме иницијална брзина, добиваме дека е 0,196. Идеме на наредниот сад, мериме иницијална брзина и добиваме дека е 0,21. Идеме на последниот сад, мериме иницијална брзина и добиваме дека е 0,214. Во ред. Сега, некој од вас може би примети дека се намалува зголемувањето на брзината. Така, значи почнавме со експоненцијално зголемување на брзината од 0,075, 0,09, па 150, 196, а тука веќе при крајот некако се намали убрзувањето. Во ред. И да видиме сега што ќе се случи ако овие вредности ги нанесеме на график. Овдека на графикот на X оската имаме концентрација на супстрат, на Y оската имаме иницијална брзина. И јас сега ќе направам поделоци, каде што на X оската, например овие за концентрација на субстрат, поделоците треба да се направат соодветно, значи не може ова да биде 0,5, ова овдека да биде 0,75 и ова овдека не знам да биде 2. Значи не може овдека едно вакво растојание ако е 0,25, во ред, значи и ова овдека треба да е 0,25. Не може така да бидат еднакво растојание, а да бидат различни бројки. Значи треба да се направат поделоци соодветно и прво ќе направиме поголемите броеви. Наједноставен начин е прво да видите колкав е најголемиот број. Во ред, значи најголемиот број е 8, така што ова овдека линија, сега да го правиме на милиметарска хартија ќе беше многу по-просто, но ќе го поделиме ова главно на 8 делови. Можете да направите и некој екстра поделок. Значи го поделив сега на 8 поделоци, нормално дека не ги направи сите еднакви, бидејќи не правам на милиметарска хартија, немам ленгир, но од прилика би требало да се исти. Во ред, сега ќе ги нанесам уште двата поделока кои не ми се нанесени, значи тука имаме 0,5, вака ќе бележиме, значи 0,5 и овдека измеѓу тие две имаме 0,75. Така ќе обележам страна, значи 0,75. Во ред, сега треба да ги направиме поделоците на Y-оската за иницијалната брзина. Нормално тука не треба овдека да е 1, да биде еднакво како ова, бидејќи сосема различни бројки имаме. Но повторно треба да го следат правилото дека ако ова овдека е например 0,1, дека и наредното треба да е 0,1. Така, значи не може да правиме големи или помали скокови. Колку е еден поделок, толку ќе си биде низ целата оска. И сега да видиме колку е најголемата вредност. 0,214. Или ако ве буни ова вака кој има запирки, можете само да си видите дека е 214, а дека најмалата вредност е всушност 75. Во ред? Значи направи сега поделоци, нормално овдека треба да стои 0 овдека, значи 0,030, но едноставно тој дел сум го тргнал колку да биде по-чисто нацртано. И сега да ги нанесеме вредностите. Првично имаме за 0,05, имаме 0,075. Значи 0,075 е всушност 75 и тоа би било некаде овде. Сега нормално повторно ги ставам бројки од прилика, бидејќи не правам ова со ленгир. Наредното е за 0,075 на S и 0,09, односно 90. Тоа би било тука некаде.
имаме за 2 е 0, значи за 2 е некаде 152, што би дошло, сега повторно немам линија, тука некаде. Така ќе бележиме дека е тука некаде. За 4 е 0,196, односно 196. Значи ако идеме за 4 овдека нагоре, искача, не знам, тука некаде. И сега идеме за 6 беше 210 и за 8 беше 214, што барем на овој график нема некоја си значителна промена. Нормално ако имате повеќе поделоци, ако го направите поголем, ќе се забележи и таа промена, но дека на овој ја што го имам нацртано, нема да биде нешто значајно. Значи за 6 беше 210, што ќе бележиме дека е тука некаде, и за 8 беше 214, што на овој график всушност нема некоја промена. Океј, значи ќе биде тука некаде. Е сега, ако повлечеме крива, да видиме што ќе се добие. Ја повлечам со бела боја, би изгледало на следниот начин. Вред, значи ова е хиперболична крива. И забележувате дека на почеток брзината се однесува како хемиска реакција од прв ред, додека понатаму се однесува како хемиска реакција од нулти ред, односно постигнува едно плато. Е сега, брзината при која се постигнува ова плато за дадена концентрација на ензим, каде што единствената променлива е концентрацијата на субстрат, ја нарекуваме Vmax. Вред, сега ќе повлечаме на линија, некаде малце погоре ќе ја повлечам. Се искача дека е 210, али ја малце вака ќе оштелувам, да искочи нешто како 220, веќе графиков не е супер прецизно нацртан, зашто за слободна рака е цртан. И сега бележиме дека оваа тука точка, така, всушност ни представува Vmax, јас дека ќе обележам, значи Vmax, кој е еднакво на 220, но ја бидејќи скратив нулите со цел ова да изгледа попрецизно, всушност е еднакво на 0,22. Ред. И можете тука да си ставите 0 за да не ве буни, но тоа е теенно исто. Сега, некој ќе праша зошто се постигнува оваа максимална брзина. Ред, зошто не расте брзината постојано? Како што даваме повеќе субстрат, зошто само не си расте постојано брзината? И одговорот е дека се достигнува заситување на ензимот. Што се мисли со тоа? Да речеме, ева ќе нацртаме сега на страна, дека имаме еден сад, или уште подобро ќе направиме една аналогија со шалтери. Речеме дека овдека има неколку шалтери. Така, значи, ова еден шалтер, друг шалтер, трет шалтер, четврти шалтер. Во ред, и ќе бележиме како со зелена боја отворите, со цел да се разпознаа дека тоа всушност се ензими. Значи, ензимите се шалтерите, кои пропуштаат молекули. И сега, првично се овдека како субстрат, така, значи има луѓе кои треба да поминат и кои ќе поминат се всушност како продукт. Во ред, значи поминуваат и скачаат како продукт. Океј, прилично логично. И ќе ставиме некакви лимитирање на овие ензими, односно шалтери, и ќе речеме дека нивната максимална брзина на секој од овие ензими е еден субстрат во минута. Океј, значи еден субстрат се конвертира во продукт. Пример. Е сега, ако ставиме еден субстрат, тој ќе помине за време од една минута и брзината ќе биде 1 така во минута, бидејќи толку сме имале субстрат. Ако ставиме два субстрата, тие двата ќе поминат низ различен ензим, но сите ензими имаат иста брзина и ќе добиеме всушност, нели, два продукта, односно ќе добиеме брзина од 2 на минута. Океј, ако ставиме три субстрата и тој ќе поминат тројцата истовремено, така, низ различен ензим, и ќе добиеме 3 во минута. Ако ставиме 4, така ќе поминат се четворица истовремено низ шалтерот и ќе имавме брзина од 4 во минута. Е сега да видиме што се случува ако ставиме 5. Ако ставиме 5, во тој случај потребно е овие 4 првично да поминат, значи они ќе поминат, брзината ќе биде 4 во минута, и од кога они ќе поминат, ќе треба овој да помине. Океј. И кога ќе измериме, брзината ќе биде 1 во минута, односно опаднала. Така што не се надминала брзината од 4 во минута, бидејќи сите шалтери биле зафатени. Во ред. И тоа е главниот концепт, дека заситувањето на ензим всушност представува дека нема слободни ензими. Сите ензими постојано работат.
Така што ти колку сакаш овдека гужва нека се собира, колку сака нека биде гужва, максимум може да поминат само 4 души во минута. Колку и да се собираат овдека луѓе од левата страна, брзината на шалтерите максимум е само 4 во минута. Бидејќи има 4 шалтери, а секој шалтер пропушта само по 1 на минута, максималната брзина е 4 во минута, без разлика колкав е супстратот. Океј, и тоа е главната идеја, повторно напоменувам, заситување на ензимот со супстрат. Нема слободни ензими. Сите ензими се наоѓаат во ES форма, така во интермедиерна форма. Нормално некој ќе премине во E, така, значи нормално тие не се засекуваш така, има по некој слободен, али чим ќе премине во E, он одма се враќа во ES, бидејќи има супстрат во изобилство. Односно, повторно напоменувам, сите ензими се заситени. И затоа се постигнува максимална брзина. Се надам дека го разбрате овој примеров, што го направив овдека, аналогијава, но тоа е главната идеја позади Vmax. Значи тоа е максималната брзина која се постигнува при одредена ензимска концентрација, каде што единствената променлива е концентрацијата супстрат. Сега, има тука друга вредност која е од многу важен, кој ќе биде многу битна, што се нарекува Km, односно Михаелисова константа. Km е еднакво на концентрацијата на субстрат при која се постигнува половина од Vmax. Значи Vmax рековме дека ни е 0,22. Тоа значи дека Km ќе ни биде 0,11. Океј, значи половина од Vmax. Сега го бараме овде 0,11, тоа ќе речеме дека ни е овде некаде. Океј. И ако повлечам линија, кај се сече кривата, и се влечам линија надоле, тука некаде, и ќе речеме сега дека точката е овде некаде и ќе бележам дека е 0,85, пример. Не е битно. Оваа тука вредност 0,85 е всушност вредноста за Km. Значи Km не е тука, некој мисли дека Km е ова овдека, не е Km тоа. Km се чита од S. Така, значи од X оската, од концентрацијата на S. Значи ова ни е Km. Km ни е еднакво на 0,85. Во овој овдека пример. Вред. Значи ќе бележиме на страна дека Km е еднакво на 0,85. Значи спрема дефиниција, Km е концентрацијата на субстрат при која се постигнува половина од Vmax. Кога ќе го најдеш Vmax, го делиш на пола, повлекуваш линија и ја наоѓаш концентрацијата на субстратот при која се постигнува половина од Vmax. И Km е многу важно, како што ќе увидиме понатаму, но многу е битно во медицинска фармација, каде што се прават различни лекови кои што влијаат врз Km, бидејќи Km можеме да го гледаме исто како и колку е афинитетот на даден ензим за субстрат. Значи сега не ви е тоа толку битно, едноставно само напоменувам дека Km ни го покажува афинитетот. Афинитетот на ензим за одреден субстрат, односно на субстрат за одреден ензим. Има различни модулатори на ензими кои може да бидат од биолошко потекло или да бидат од хемиска природа, кои што влијаат врз Km, така намалуваат афинитет на одреден ензим, зголемуваат афинитет и на тој начин действуваат голем број лекови всушност, влијаат врз активноста на одреден ензим преку менување на Km. Океј. Значи Km ќе ни биде многу битен понатаму кога ќе разгледуваме кинетика на ензими. Сега, Km, како што спомнав, е всушност Михаелисова константа, како што спомнав е битна за го видиме афинитетот, и што е пониско Km, тоа има поголем афинитет, што е повисоко Km, тоа има понизок афинитет. Вред. И интересно е дека Km зависи многу од средината во која се наоѓа ензимот. Така што различни изоензими, тоа се значи ензими кои се на некој начин забрзуваат иста реакција, али се различни малце по структура и кои се наоѓаат во различни ткива. Значи различни изоензими може да имаат различно Km, зашто се наоѓаат во различни ткива. Вред,
бидејќи средината во која се наоѓа ензимот во различното ткиво е различна. Значи КМ зависи многу од средината, изоензими кои се ензими кои катализираат иста реакција, но имаат малку различна структура, кои имаат различно КМ, најчесто кога се наоѓаат во различни органи. Иако и ние можеме да смениме средината, менувајќи го pH, менувајќи ја температурата и така натаму. И овдека е интересно да напоменам дека КМ, иако го определуваме спрема тоа колку е Vmax, може два различни ензими може да имаат исто Vmax, но да имаат различно КМ. Сега ќе си рече како да имаат исто Vmax, а да имаат различно КМ. Сега ќе видите многу лесно. Значи вака може да направиме еден график повторно тука. Каде што првично ова може да биде кривата на еден од ензимите. Ќе нацртам вака на некој начин. А ова ќе биде кривата на некој друг ензим. Уред. И се огледувате дека двата ензима постигнуваат исто Vmax. Сега дека иако не е убаво нацртано, ќе речеме дека Vmax на двата е исто. Така, значи Vmax на двата ензима е исто, но КМ е различно. Ако повлечеме овдека линија, да речеме дека Vmax е тука некаде, во ред, значи половина од Vmax, со виолетова боја е тука некаде, и повлечеме линија, ова овде ќе биде КМ на зелената линија, така, додека ова овде ќе биде КМ на сината линија. И гледате дека иако имаат исто Vmax, имаат различно КМ. Во ред, бидејќи КМ нели се отчитуваше од иксоската, односно од концентрацијата на субстрат. Во ред, значи од таму се отчитува КМ и гледате дека имаат различни вредности за КМ, иако имаат исто Vmax. Значи два ензима може да имаат исто Vmax, но да имаат различно КМ. Инаку оваа хиперболична вака криво што ја добивме, се добива кај неалостерични ензими. Во ред, сега ќе увидиме уште неколку работи со некој друг график, па понатаму ќе видиме како всушност се добива Михаилис-Ментеновата формула. Во ред, која ќе биде многу битна понатаму. Ајде вака да идеме тука и вака надоле. Овде имам еден график кој е прилично едноставен, но сепак ќе го објаснам. Значи на Y-оската имаме концентрација, на X-оската имаме време за кое тече ензимски катализираната реакција и на почеток на реакцијата имаме висока концентрација на субстрат. Во ред, но како што тече реакцијата се намалува концентрацијата субстрат и стига до скоро нула. Во ред. А спротивното се случува со продуктот. Започнуваме без продукт, и како што тече ензимски катализираната реакција, добиваме се повеќе и повеќе продукт, така се зголемува концентрацијата продукт. Сега да видиме што се случува со слободниот ензим, значи концентрацијата на слободен ензим. Ензим кој не е врзан со субстрат, значи само е. Првично започнуваме од некоја почетна концентрација и како што започнува реакцијата, опаѓа концентрацијата на слободен ензим. Зошто? Бидејќи ензимот се врзува со субстратот и се добива ЕС комплекс. Поради тоа, концентрацијата на слободен Е опаѓа. И опаѓа, добро, и како што тече понатаму реакцијата, бидејќи поголем дел од субстратот се конвертирал во продукт, сега има помалку субстрат. Ако си го замислиме повторно ова во даден сад, каде што имаме ензими, ако има помалку субстрат, помалку субстрат ќе се врзува со ензимите, така што ќе се намали и концентрацијата на ЕС, односно ќе се зголеми концентрацијата на Е. И затоа со тек на време нели се зголемува. И повторно стигаме до некоја концентрација која е еднаква на почетната. Значи дека ако повлечеме права линија, ќе увидиме дека почетната концентрација е еднаква на последната, односно ензимот останува хемиски непроменет. Колку што сме започнале со ензим, со толку завршуваме. А да видиме што се случува со ЕС комплексот, значи првично започнуваме со 0 ЕС комплекс и како што тече времето се формираат се повеќе и повеќе ЕС интермедиарни комплекси и со тек на време, нели, како што се повеќе субстрат се конвертира во продукт, се намалува нивниот број, скоро никогаш не стига до 0, бидејќи секогаш има дел од молекулите кои остануваат во еквилибриум, така што и субстратот никогаш не се троши целосно, но сепак
за практични причини можеме да речеме дека стигнува до нула. И тоа е главно графиков што требаше да се објасни. Сега само да спомнеме дека кога ќе ставиме во еден систем ензим, така и ставиме и субстрат, треба некое кратко време, кој е обично неколку милисекунди, така да се формира еквилибриум на ензимот со субстратот со ензим-субстрат комплексот. Бидејќи првично, нели кога ќе ги ставиме, ќе имаме реакцијата кон десно, ќе се формира ЕС комплекс во ред, но нема да се постави еквилибриум се додека концентрацијата на ЕС не постигне точка во која се впоставува еквилибриум. Кога ќе постигне, што се случува за неколку милисекунди, се впоставува еквилибриум. Океј, ќе обележам повратна стрелка со друга боја, за да објаснам нешто. Се впоставува еквилибриум и понатаму нели тоа тече за формира Е и Е плюс П. Сега, пред да се впостави еквилибриум, значи црвената стрелка, кога реакцијата иде само кон десно, се нарекува pre-steady state. Значи pre-steady state. И како што спомнав, тоа трае многу кратко, но откако ќе се впостави еквилибриум, веќе имаме steady state. Така, значи steady state. Сега, ова ќе биде битно во наредното видео, кога ќе збориме за предпоставките кои се прават со цел да се изведе Михаелис-Ментеновата равенка, која ќе изведуваме во наредното видео, бидејќи премногу информација ќе биде ова за едно видео, да правиме сега математичко изведување на формулата. Значи ова е Михаелис-Ментеновата равенка која ќе ја разгледаме во наредното видео, а еве слика од индивидуите нели кои ја поставиле оваа равенка. Михаелис е машко, Ментен е женско. Иако видно оваа равенка е поставена и пред нив од страна на други истражувачи, они некои работи не ги земале во предвид и затоа се зима како Михаелис-Ментенова равенка, иако постојат и други луѓе кои ја истражувале истата тематика. Во ред. Тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео каде што ќе изведеме равенката. Довидување.